7 специјализанти, инфектолог, анестезиолог, радиолог, педијатар, хирург и 2 гинеколози ги потпишаа договорите за работа во општата болница во Охрид. Со оглед на тоа што само за 8 месеци заминале 10 специјалисти во пензии во приватните установи, ќе се пополнува дефицитот во здравството. Ова е првата половина од вработување на 300 приватни специјализанти во јавните институции. Ја користам оваа прилика да апелирам и да ги мотивирам и останатите колеги кои што се од нашиот југозападен регион да се пријават во втората половина од проектот, значи кога ќе бидат вработувањата и на наредните 300 приватни специјализанти. Младите лекари задоволни што својата кариера ќе ја градат во родниот град. Самите услови за работа, самиот колектив, бидејќи имам и претходно волонтирано на самата установа и би сакала повторно да се вратам тука и да работам со истите колеги. Мојата идеја што размислуваме глобална, делува локална. Значи тоа ти секој како индивидуа треба на свој начин да придонесе да биде то подобро. Директорот на болницата Марковски најави 24 часовна работа во текот на летото во одделението за педијатрија со 5 специјалисти, кои 3 години поред нема дежурства, па децата се носат во соседна струга. Во моментот таму функционира 3 специјалисти и 1 доктор исто специјалист со консултантски договор. На одделението за вакцинација кој што спаѓа од здравствен дом, исто добивме уште 1 нов специјалист кој што пред 1 месец специјализира. Јас веќе покренав иницијатива и за нејзино ангажирање како дополнителна дејност да доаѓа во болницата. Ова установа некогаш броела и до 600 вработени, од кои 80 лекари, а моментално има 53 специјалисти, што значи во болницата недостигаат уште 30 на доктори. Нина Ритоновска, Сител телевизија.